Година 1903. Европа во времето на Бел епок. Европските граѓани се воодушевуваат на технолошките достигнувања на Хенри Форд и браќата Рајт. Кинематографските чуда на Жорж Мелиес и појавата на Сара Бернар ги забавува европските градови. Насекаде никнуваат нови скулптури, нови споменици, нови архитектонски чуда. Европјаните со нескриен ентузијазам го поздравуваат доаѓањето на новото време. Новата епоха, која конечно ќе го обедини стариот континент и ќе им стави крај на војните. Во меѓувреме, далеку на Балканот, големата Отоманска империја пука по сите своји шавови. Македонија е најзападната провинција на Отоманското царство. Бунтовниците ги палат отоманските градови, разрунуваат мостови и пруги. Војниците сурово се одмаздуваат врз цивилите. Долги колони бегалци. Судир на две религии. Европа на почетокот од векот. Ентузијазам од обединувањето. Балканот на почетокот на векот. Крв до колена. Монастири. Град во кој ориентот се меша со звукот на фустаните, сошиени по последна француска мода. Град на конзулите, кои со своето присуство се трудат да обезбедат поголемо влијание, кога Отоманското царство ќе се распадне. Град во кој наводно една ноќ преспала и големата Сара Бернар. Се зборува дека една позната куртизана од Париз, патувајќи кон Истанбул, мистериозно исчезнала по улиците на монастири на неколку дена. Посебен куриозитет на градот му дава присуството на младиот Мустафа Кемал, подоцна на Ататурк, попознат како татко на модерна Турција, кој тука го посетувал военото училиште. Постои дури една легенда за некаква тајна љубов помеѓу него и убавата мома Елени Каринте. Цвет? За цвет. Носите цвет? Носам. Татко ми само што не дошол. Прв пат имам прилика да говорам во ваше присуство и полесно ќе ми беше да војувам на 3 фронта, отколку да се соочам со вашите прекрасни очи. Кога видов на балконот, како наместо во смотрата гледате во мене, заборев на се. На мојата униформа, на султанот, на се. Останаа само вашите прекрасни очи и мојот очај, што не сум до вас. Немојте, питомецу Кемал, немојте, многу е. Малку е. Можам и повеќе, можам да го разнишам светскиот поредок. Само ако знам дека и вие не сте рамнодушна кон мене. Бидете ми жена. И се во животот. Сакате кафе? Те сакам тебе. Локум? Тебе. Ни кафе, ни локум. Ни кафе, ни локум. Те сакам тебе, Елени Каринте. Те сакам како што никој никого никогаш не сакал. Мој драги Боже, вие сте тучин. Татко ми никогаш нема да се согласи да ја даде мојата рака на тучин. Но мојата љубов кон вас е искрена. Татко ми ја вети мојата рака на еден богат солунски трговец кој има 900 дукати мирас. 900? Евет? Јас немам 900 дукати.
Но можам да го освојам светот само за вашите прекрасни очи, мадмуазел Елин. Вие барате премногу. А моето срце не вели не. Овој цвет се вика Еделвајс. Редок е. И никој друг никогаш нема да ти го даде. Ти го дава моето срце, моето тело. За секогаш ќе биде твој. Чуј. Тука си, а? Зошто ми го правиш ова? Ќе ве убијам и двајцата, око нема да ви требне. Татко, питомецот Кемал донесе цвет. Чути! Мојата љубов кон вашата керка е искрена, господин Ефтим. Ако ми ја дадете, таа ќе биде среќна. Дур сум ја жив, Елени нема да биде жена на турчин. А ако ја сакам? Сеедно е. Утре правиме свадба. Газдата Кириакис веќе даде мирас 900 наполеони. И пијано од Виена, прекрасен човек. Кога би знаел какво ѓубре зема дома, не би дал ни банка. Заборави ова беда. Никој не сме да дознае за ова. А ти, турчин, еден биди среќен што решив да не оставам траги. Надвор! Надвор! Ќе го чувам цветот. Ти се ебе мамата на Отоманската империја. Кога тоаш? Allah yardım et. До Мустафа Кемал. Некаде и некогаш. Поминаа толку години, а јас, ете уште секој ден чекам абер од тебе. Ако некогаш го добиеш писмово, сети се. Види ги солзите на хартијава. Годините си врват. Овдека се зборува за тебе. Нешто се случува. Ако ги читаш овие редови, додека љубиш некоја друга жена, искини го писмо. И праша ја неа дали верува дека некоја си Елени Каринта од Битола го потрошила цел живот за еден човек, со кого била само еден ден. Ако ја љубиш неа, како што јас те љубам тебе, не и кажувај ништо. Нека биде среќна. Ако си ти. Ако пак уште ја памтиш девојката од балконот и не љубиш друга, знај дека те чекам. Ке те чекам секој ден. Цел живот. Знам дека ќе се вратиш. Дека не си заборав. Татко ми умре. Има веќе цела година. Оној ден кога ме грабна од тебе, ме заклучи дома. Не ме пушти цел месец. Не плача. Знаем дека џабе се сите катанци и затвори. Човекот со кого што тој сакаше да се земам го видов само еднаш. Ме праша дали некогаш ќе можам да го љубам. Му реков не. Си го љубам првото либе. Татко
Татко ми никогаш не ми прости. Ни јас нему. Неколку дена пред да умре ме викна кај себе. Рече, знам дека сгреши велени. Знам дека никогаш не бев добар татко. Не барам да ми простиш. Не барај ни ти. Бог нека ни прости на двајцата. Ти сакав најдобро, а ти направив најлошо. Татко ми не беше лош човек. Не сум веќе млада и убава како тогаш. Цел живот во еден ден. Уште те сака и секогаш ке те чека. Вечно твоја. Елени Каринте. Сестра ми останала тој ден на балконот и долго гледала пред себе, но тој не се вратил. Тогаш таа постојано седи на балконот и го чека, надевајќи се дека еден ден тој ќе се врати и ќе ја однесе некаде далеко со себе. Брат ти вика дека тоа е измислена приказна. Елена вика дека е вистина. Јас никогаш не би можела да бидам со Турче. Ке умрам, ама туркиња не станува. Ти? Ти си мој. Дамјан, моја севда и прва искора. Скита по планини. Нема ред ни во главата, ни во телото. Пушката му е најверна љубовница, а барутот најубав мирис. Убил повеќе турци од колку што јас имам години. Се слуша дека низ телото му кружат 9 куршуми. 6. Ако. И еден е многу. Имаш кибрид? Асан! Музафербек реши да те земе за жена. Музафербек, ти носи цветот далеку, од дома го носи. Асан! Не сакам. Асан! Се навреди. Музафербек многу ретко дава цветови, ама кога дава, дава. Го фатиле годините, голем зорт има, но треба жена. И баш мене ме одбра. Да, Зашто ти треба жена? Асан! си изнервира. Ај, покажи му една цицка. Дамјан, Немој да те терам со сила. Што бараш бе ти овде? Кибрид. Имаш кибрид? Нема. Ки себе мајката на Турската империја само заради тоа што немате кибрид. Дамјан, Ти си Дамјан лудиот? Чекај, знам кој го уби татко ти. Кој? Ке ти кажам, ако го забориш кибритот, Ке го заборал? Османбек. 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 Како знам дека не лажеш? Ако лажам, ке ме убиеш. Ке ме пуштиш. Немаш ни едно чкорче? Рече ке го забориш корчето. Реков. е Дамјан! Што Дамјан бе? Кој ќе го бара после ако лажав?